Најпрво сакам да ви посакам едно топло добродојдовте на мојот канал и да ви се заблагодарам за вашата доверба и одвоено време. А сега да преминеме на видеото. Сиромаштијата во Македонија и екзодусот на нејзините жители. Добродојдовте на мојот и ваш канал, каде што ги истражуваме прашањата што го засегаат нашиот свет. Денес навлегуваме во трогателна тема за сиромаштијата во Македонија и испитуваме зошто нејзините жители се принудени да ја напуштат својата татковина во потрага по подобри можности. А сега да навлеземе во актуелното прашање на сиромаштијата во Македонија и причините поради кои нејзините жители избираат да ја напуштат својата татковина. Придружете ми се додека ги истражувам различните аспекти, предизвици и потенцијални решенија околу овој комплексен проблем. Македонија е земја со богата историја и убавина, што го одзема здивот, и е земја сместена во срцето на Балканскиот полуостров. Сепак, под нејзината живописна фасада се крие борба што го мачи нејзиниот народ со постојаната сиромаштија. Понекогаш се појавуваат слики и видеа од области погодени од сиромаштија, трошни згради или куќи и невработени лица, а тоа е толку жалосно и тажно за Македонија, која има голема и богата историја. Според неодамнешните статистики, стапките на сиромаштија во Македонија останаа алармантно високи, оставајќи значителен дел од населението да се бори со секојдневните тешкоти за преживување. Невработеноста, економската нестабилност и ограничениот пристап до ресурси придонесоа за тешките околности со кои се соочуваат многумина. Има графикони и графикони кои покажуваат стапки на сиромаштија и бројки за невработеност. Невработеноста, особено кај помладата генерација, е голема грижа за Македонија. Ограничените можности за работа и недостаток на инвестиции резултираа со циклус на зависност од нископлатени работни места или нестабилно вработување. Како резултат на тоа, многу млади македонци се наоѓаат или самите се заглавени во циклус на сиромаштија, борејќи се да ги обезбедат своите семејства и да постигнат пристоен животен стандард, тие се одлучуваат на многу различни чекори во нивниот живот. Понатаму, несоодветниот систем на социјална помош, што го зголемува товарот со кој се соочуваат оние кои живеат во сиромаштија, недоволниот пристап до здравствена заштита, образование и социјална помош дополнително ги влошува тешкотиите што ги доживуваат многу граѓани на Македонија, што го прави уште поголем предизвик за нив да избегаат од канџите на сиромаштијата. Па зошто жителите на Македонија ја напуштаат својата татковина? Одговорот лежи во потрага по подобар живот, живот кој ветува стабилност, можности и шанса да се ослободи од синџирите на сиромаштијата. Емиграцијата стана се почест феномен, бидејќи многу македонци бараат подобри услови во други места низ светот. Па затоа често се појавуваат слики од аеродроми со куфери и млади луѓе кои заминуваат од својата татковина Македонија. Една значајна причина зад овој екзодус е политичката ситуација и енормното богатење на политичарите и некои поединци, а друга причина е привлечноста на економските перспективи во странство. Во западноевропските земји, например, има повеќе можности за работа, повисоки плати и подобри работни услови. Многу македонци, водени од желбата да ги обезбедат своите семејства, тргнуваат на предизвикувачкиот пат на миграцијата, надевајќи се дека ќе обезбедат посветла иднина за себе и за своите најблиски. Друг фактор што придонесува за оваа масовна миграција е ветувањето за подобрен пристап до социјалните услуги и инфраструктура. Во земјите со поразвиени системи на социјална помош, пристапот до квалитетна здравствена заштита, образование и социјална поддршка станува реалност за оние кои го бараат. Ова е целосно спротивно на ограничените ресурси што се достапни во Македонија и делува како светилник на надеж за многу поединци, охрабрувајќи ги да ја напуштат својата татковина. Меѓутоа, од клучно значење да се признае влијанието на овој масовен екзодус врз иднината на Македонија. Додека нејзините граѓани бараат можности на друго место, земјата се соочува со одлив на мозоци и губење на своите талентирани поединци кои би можеле да придонесат за нејзиниот развој и раст. А сето тоа е само поради лакомоста и желбата за моќ на поединци. А ова ги влошува предизвиците со кои се соочуваат оние кои остануваат, создавајќи маѓепсан круг кој е тешко да се прекине.
Сепак од суштинско значење е да се запамети дека жителите на Македонија не ја напуштаат својата татковина по избор, туку од потреба. Нивното заминување е доказ за тешките околности со кои се соочуваат поради сиромаштијата и ограничените можности. Тоа е повик за внимание, повикувајќи го општеството да се справи со основните причини за сиромаштија, да инвестира во развојот на земјата и да создаде иднина во која сите граѓани на Македонија ќе можат да напредуваат. Да не ја заборавиме издржливоста и решителноста на македонскиот народ кој се соочува со овие предизвици директно. Преку нивните приказни се подсетуваме на неукротивата сила на човечкиот дух и универзалната желба за подобар живот кон иднината, каде што сиромаштијата се намалува, можностите изобилуваат и никој не се чувствува принуден да ја напушти својата татковина во потрага по подобро утре. 1. Разбирање на сиромаштијата во Македонија. Македонија, како и многу други земји, се соочува со значителни предизвици со сиромаштија. За да го разбереме степенот на проблемот, ќе ги испитаме стапките на сиромаштијата, разликите во приходите и пристапот до основните потреби, како што се здравствена заштита, образование и домување. Со расветлувањето на овие фактори можеме да стекнеме подобро разбирање за пејзажот на сиромаштијата во Македонија. 2. Економски фактори. Една од основните причини зошто жителите ја напуштаат Македонија е немањето економски можности. Тука се и факторите кои придонесуваат за ограничените можности за работа, вклучувајќи ги високите стапки на невработеност, ниските плати и недостатокот на инвестиции во клучните индустрии. Со анализа на овие економски предизвици можеме да ги идентификуваме потенцијалните решенија за ублажување на сиромаштијата и создавање одржливи средства за живот. 3. Социјални и политички фактори. Во екзодусот на жителите на Македонија, покрај економските фактори, улога играат и социјалните и политичките прашања. Ќе разгледаме за влијанието на политичката нестабилност, корупцијата и социјалната нееднаквост врз животите на поединците и заедниците. Со решавање на овие системски прашања можеме да создадеме поинклузивно и порамноправно општество. 4. Одлив на мозоци и миграција. Феноменот на одлив на мозоци, каде високо квалификувани поединци ја напуштаат својата земја, е распространет во Македонија. Ќе ги истражиме причините за оваа миграција, вклучувајќи ја потрагата по подобри можности за работа, повисоки плати и подобрен животен стандард. Со разбирање на мотивацијата зад миграцијата можеме да работиме на создавање средина што потикнува задржување и развој на таленти. 5. Влијание врз заедниците. Екзодусот на жители има големо влијание врз заедниците во Македонија. Ќе ги погледнеме последиците од намалување на населението, вклучително и оптоварување на јавните услуги, губењето на културно наследство и социјалната фрагментација. Со истакнување на овие ефекти можеме да ја нагласиме важноста од справување со сиромаштија и создавање одржливи заедници. 6. Напори за ублажување на сиромаштијата. Владата на Македонија и разни организации активно работат на борба против сиромаштијата и подобрување на условите за живот на низините жители. Иницијативите, програмите и политиките што се спроведуваат за намалување на стапките на сиромаштија и промовирање на социјалната благосостојба не се спроведени како што треба. Овие напори може да вклучуваат програми за создавање работни места, мрежи за социјална заштита и инвестиции во образованието и здравството. Како заклучок, сиромаштијата во Македонија е повеќе слојно прашање кое бара сеопфатно разбирање и заеднички пристап. Истражувајќи ги економските, социјалните и политичките фактори кои придонесуваат за сиромаштијата, како и причините за екзодусот на жителите, можеме да го расветлиме ова неодложно прашање. Од клучно значење е поединците, заедницата и владата да работат заедно за справување со сиромаштијата, создавање економски можности и градење посветла иднина. Ви благодарам што ми се придруживте на ова патување кое ги отвара очите. Не заборавајте да лајкнете, коментирате и да се претплатите на мојот и ваш канал за повеќе содржини што предизвикуваат размислување. До следниот пат да се стремиме кон свет кој сиромаштијата станува нешто од минатото. Почитувани ценети гледачи, сакам да одвојам еден момент за да изразам мојата искрена благодарност до секој од вас. Вашата непокоблива поддршка и ангажман се клучни во обликувањето на мојот канал и содржината што ја создавам. Навистина сум ви благодарен за вашето присуство и довербата што ми ја давате. И ви благодарам што сте дел од оваа наша заедница.
што ми се придруживте на ова патување на истражување и разбирање. Вашите коментари, лајкови, споделување и претплати не само што ме мотивираат, туку потикнуваат и значајни дискусии меѓу нашите гледачи. Ќе ги ценам различните перспективи и согледувања што ги имате доколку оставите коментар, збогатувајќи ја содржината и создавајќи енергична заедница. Вашиот ентузијазам и љубопитност ме инспирира да продолжам да давам видеа кои се стремат да информираат, анализираат и забавуваат. Посветен сум да обезбедам привлечна и провоцирачка содржина која истражува сложени глобални прашања, ги отплеткува сложените ситуации и го проширува нашето колективно разбирање за светот. Ќе ги ценам вашите повратни информации и предлози доколку се одлучите да ги дадете, кои постојано би ми помагали да се подобрувам и еволуирам. Ве охрабрувам да продолжите да ги споделувате вашите размислувања, идеи и теми, што би сакале да ги покриеме. Заедно можеме да ја обликуваме насоката на овој канал и да истражуваме во темите што го плени вашиот интерес. Уште еднаш ви благодарам што сте составен дел од мојот канал. Вашата поддршка ја разгорува мојата страст и ја потикнува мојата посветеност на испорака на важни содржини. Со нетрпение очекувам да го продолжиме ова неверојатно патување со вас, да истражуваме нови хоризонти и да ги откриеме скриените слоеви на нашиот фасцинантен свет. Ако уживате во мојот канал или сметате дека моите видеа се информативни или привлечни, дајте ја вашата поддршка на следниве начини. Претплатете се ако веќе не сте претплатени на мојот канал. Претплатата е бесплатна и гарантира дека никогаш нема да пропуштите ажурирање или ново видео што го објавувам. Едноставно кликнете на копчето за претплати под ова видео за да се придружите на нашата заедница. Како и видеата, ако ви се чини дека видеото е пријатно, информативно или предизвикува размислување, многу ќе оценам тоа ако го притиснете копчето со палецот нагоре. Лајкувањето на моите видеа ми помага да ги проценам вашите интереси и ме охрабрува да создавам повеќе содржини што ќе резонираат за вас. Споделете со други ако мислите дека мојот канал и видеата можат да имаат корист и да им користат на другите. Размислете да ги споделите со вашите пријатели, семејството или социјалните мрежи. Со ширењето на веста помагате да допреме до поширока публика и да потикнуваме значајни дискусии околу темите што ги покриваме. Оставајте коментари, сакам да слушнам од вас какво е вашето размислување. Вклучете се во делот за коментари под видеата со споделување на вашите размислувања, увиди или прашања. Вашите коментари придонесуваат за енергична заедница и потикнуваат понатамошен диалог меѓу гледачите. Со најдлабока благодарност ви благодарам за вашето одвоено време.